Председателот на СДСМ Венко Филипче бара итно да биде ставен во функција ПЕТ центарот, обвинувајќи ги властите дека неговото нефункционирање ги загрозува пациентите со канцер. Филипче рече дека центарот работел само еден ден, а потоа повторно бил надвор од функција. Според него, ПЕТ снимањето е одлучувачко за утврдување и промена на терапијата кај онколошките пациенти. Се сработија околу 10 пациенти, околу 15 пациенти на ден, кои што се најтешко болните пациенти, кои што имаат рак, на кој што животот им зависи од тоа снимање, затоа што тоа снимање ја одредува терапијата или модификацијата на терапијата. Во зависност од стадиумот во кој што се наоѓа болеста, сега се во ризик. 2,5 месеци не работи до сега. Итно да се среди овој проблем. Како знаат и умеат, уште утре да биде ПЕТ центарот во функција. Директно се загрозува здравјето и животот на најтешко болните пациенти во држава. Од друга страна, ВМРО-ДПМН преку пратеничката Александра Николовска порача дека владата инвестира во здравствената инфраструктура и во модернизација на болниците. Нашата визија е да изградиме ултрамодерен клинички центар, кој нема да биде само за Скопје и за граѓаните на Македонија, туку ќе создаде можност за привлекуваме пациенти и од соседните држави. Планот предвидува и топол подземен премин под булеварот Илинденска, кој ќе го поврзе новиот комплекс со постоечката болница 8 септември. Во целина се вклопуваат и ПЕТ центарот, кој го развиваме како и поликлиниката Букурешт. Тоа значи создавање на целосно заокружен здравствен комплекс со современа инфраструктура и поврзани здравствени услуги. Николовска ги спомена и проектите за клиничките болници во Штип и Тетово, како и проширувањето на услугите во Кичево.